скандалозен е наративот на премиерот во последно време. Ќе влеземе, ќе ве тргнеме, ќе ве смениме, мислам, тоа не доаѓа. Ја разбирам дека кога се луѓе во власт, дека се чувствуваат, нема барем во позавиена Не ли форма велеше да се распушти? Нема законски основ за такво нешто за да се распушти судскиот совет. Тоа е прва работа. Втора работа, отворено ти вели, ние ќе ги смениме се нив, ќе донесеме некои луѓе со кредибилитет. Кои ќе бидат ВМРО да помене луѓе, да не се лажеме. Добра идеја е да се бара, еве тоа премиерот го поддржува, ја да речеме да го поддржиме тој дел, демек да се бираат самите судии да ги бираат членовите на судски совет, затоа што ти имаш добар дел и редовно тие стануваат претседатели на советот што се бирани од парламент и тоа не е случајно. Меѓутоа и тоа видовме дека не секогаш вруда со плод затоа што имаше беше процесот на бирање нов председател. Изборот на организиран криминал на прв човек исто беше меѓу самите обвинители, па 20 договори. Видовме дека го доби тој што требаше да го доби. Не го ругам колегата, не го познавам од работа и греот е да кажам дали он добар обвинител или не знам. Нешто имаше тука политичко потуркување и еве најеклатантен пример ќе ти кажам да буџетот за судови треба да биде 0,8% од БДП по закон. Никогаш не кај нас во последните години не надминал 0,4%, пред се они не ни бараат повеќе. Едноставно си ги држат на кајш со ниски средства да не бидат финансиски независни политичари, и овие на тоа им молчат.